Прочуваме оваа книга, Друм за Македонија, едиција Лициум при скрби и утеха. Вториот скрби и утеха, Тихомир Стојановски, Скопје, Македонија, издадена 97 година. Знаете, која беше пишувана во еден период кога Македонија се оддели од Југославија и беше напаѓана од разни историски приказни, како нема македонци, няма македонци, охи македонци, кокононе македонци. Нема тих македонаци, како што гледате. Се друго нема, само македонците ги има. Веќе само тоа што е во мене суштествува, вели Господ Исус Христос. А македонецот, македонците суштествуваат во Светото писмо, во писмото кое не се брише. Војдан Чернодрински неговите загради. Не оставајте ме сам, викаше еден председателски кандидат на поранешната Југословенка. Неговиот конкурент зборуваше за сечење на ноктите. Чистотата е половина здравје. Тадеуш Мазовјецки се повлече во Полска. Го наследи Елизабет Рен. Таа има 4 деца и 2 кучиња. Така прочита во нејзиното интервју. Има нешто шведско во Финска. 6% од населението во Финска се швеѓани. Рен е една од нив. Господјата. Рен е она што лути. Интересно, зборот не постои, не суштествува во македонскиот речник. Од ремче директно се префрла на ренда. Зборувам за зборови. Меѓу нив недостасува зборот рен. Мирудија по македонската салата. Уште една мирудија. Игнатио Лојола го основа езуитскиот ред од Римо-католичката црква, од таму зборот лојалност. Рен тврди дека доколку се спречкаат Финска и Шведска, таа ќе биде на страната на Финска. Лојалност. Нема никаква јазична врска со лој. Што ако наеднаш почне да расне бројноста на швеѓаните во Финска? Например, Рен да имаше 10 деца и по едно 50 години со математичка прогресија, да ја дотера работата до поранешната Југословенка. Треба да се проба врз себе и тоа сега се случува во Европа. Демократската категорија на Финска, основата е фин. Оваа книга е пишувана пред 30 години. Па оттаму доаѓа финеса со значење на нежност, префинетост, потоа финик, чаура од свилена буба или кожурец и на крајот имаме интересен збор фирка со значење на силно дување. Овде е многу фирка или фурка. На сцената во театарот Центар, моите драги пријатели актерите, оној кој го оставија сам еднашка зборуваше за театарот. Само еднашка. Крлежија. Крлеш е мало животинче, ако му ја подадете на ставката од трако-фригиско потекло. Од кај знаете дека е таа ија од древно македонско се добива крлежија. Мал е чекорот од актерското мајсторство до секојдневната просечност. Само зборот македонец да се избрише и ќе го решите проблемот. Актерите понекогаш се свети луѓе. Се тепаат за пари и власт глембаевци. Имаше една сцена, младиот на стариот му ги сечеше ноктите. Глембај. Чистотата е половина здравје. Политика и театар. Изберете ја страната. Втората, нашата. Но која е нашата? Глембај. Ако беше друг режисер, можеби ќе играше по инаква тајфа. Во Прилеп се играат игри, опа иха, театарски. Војдан Чернодрински го основа театарот Скрби и утеха. На игрите учествуваат само театрите згради и секогаш имате отпор Скрби и утеха да не учествуваат, така ве третираат од Министерството за култура. Замислете. На театарот му е потребна слобода. Можеби ќе се потсетат дека Војдан и Скрби и утеха беа патувачи во буквална смисла и во духовна, дека тие немале зграда. Театарот и власта. Иронијата на сцената. Вие сте на власт, ме пресретна еден познаник. Оние од театарот, веројатно мислеше на Министерството за култура и општеството кое се отвара и затвара на еден американизиран унгарец кој ја сака Источна Европа. Ја сака да ја владее.
фондацијата СОР и сортирница, СОР е алат за кастрење лози и гранки. Им го честитам новиот координатор за култура на Македонската фондација. Отвори, затвори, општество и театар, црквата и циркусот. Се што се гради се урива, ми велат студентите по актерска игра. Зборуваме за изгорената црква во големиот пожар. Од едната страна е судот, од другата белиот каменен рид мната, во средината циркус. На местото на изгорената црква имаше од гаражен лим импровизирано мало сопче кое би требало да ве натера да си споменете за некогашната црква Свети Багородица. Дали малото сопче е во кругот на циркуската ограда? Прашање за размисла, за циркусот и црквата. Во судот бев неодамна како оштетен во собраќајка. Настанот се случи пред 3 години и кусур. Доволно време да се размислува. Суде, суде, за кого судиш ти? Не дојде обвинетиот. Не е важно името на судијата. Се сеќавам дека на таванот имаше флека од вода. Од другата страна на црквата, која моментално е вон или во оградата на циркусот, на платото пред белиот рид мната, режисерот на театарот скрби утека сретна еден свој поранешен професор, кој едно време си одлежа на голиот остров. Конечно се најдовте, му рече. Вие и ние. Војдан Чернодрински и неговите згради. Студентите со кои зборувавме за црквата отидоа на еден аматерски алтернативен фестивал. Ако најдете некои алтернативни театри, јавете ми, тоа зборувам пред 30 години. Да ги запознаам и јас, им реков за среќен пат. Не е учтиво да живееме во иста духовна средина, а да не се познаваме. Циркусот не е лош. А црквата? А што ако кандидатот го оставија сам на улицата? Така. Кловновите земаа доброволец од публиката и му направија представа. Публиката аплаудира на местото на кое порано се наоѓало црква. Актерите понекогаш се свети луѓе, понекогаш. Црквата еднашка забрануваше една представа поради нејзината содржина на еден наш колега. Погина нашата актерка непосредно пред премиерата. Фрлаа анатема. Оградата околу циркуската шара, изгорената зграда, Војдан Чернодрински и неговата црква, фирка на сцената. Ако беше друг режисер ки играше по инаква актерска тајфа, мал е чекорот од актерското мајсторство до секојдневната просечност. Не оставајте ме сам, викаше еден кандидат. Рен е она што лути. Другиот кандидат ги селектира театрите згради. Тадеуш Мазовјецки се повлече. Моите драги пријатели актерите, да палам свеќа во еден циркус, зарем, крлежија Господ да чува. Чистотата е половина здравје. Палам свеќа во душава. Зарем на сцената, зарем театарот е понедостоен од циркусот. Господ да чува. Од што? Војдан Чернодрински и неговите загради. Оттаму потекнува зборот лојалност. Ја читаме, значи, оваа книга ја озвучуваме Друм за Македонија, пишувана пред скоро 30 години, која зборува за некои македонски теми кои ден денес не се дозволени. За македонската празнина. Беше тоа одамна, чинам летото господово 1980, крајот на Требен, кој по македонску ще се вика Цутник и водите. Имавме час со професорот по марксизам. Во едно од предавалните на филозофскиот факултет, гласот на професорот зборуваше за празникот. Празен, празненство, празнење, празни, испразнет, празнина, празноверие, празноглав, празнословен, празнословци. Знаете, утредната беше празникот на трудот и сите фаќаа празноти, имаше многу малку студенти, мислам празнувања. Во името на што? На Господ Исус Христос, не. На празникот. Професорот се содржат зборовите, во името на професорот се содржат зборовите дим и итар, не е далеку непрезимето. Го сакавме Маркузе, феминистичкиот социјализам, човекот со една димензија, филозофијата на стеблото, како што велеше, просто си постојам како билка. Има некој што помни, но кога стана министер за култура го цензурираше скрби утеха.
професоре. Во Лондон постои споменик на жртвите паднати во борбата против комунизмот. Лето господово 1987 отидов во Митров, Листопад, Костеничар, а се вратив во Цутар, во мајка Македонија. Нели е срамота да не си ги знаеме македонските имиња на месеците? Некој споменикот го нагрдил некогаш во Лондон и под него постои писание овој спомен го урнаа вандалите, но ние повторно го изградивме. Таму често на малото паркче го кажував Хамлет и Константин Миладинов. Орелски крилја как да си метнех. Она со вандалите да бидеш или не прашање. Сега ме подсетува на варварите и булгарите, на Васе Вториот и атинците, на граѓаните на Рим, на птиците. Велат дека Васе подосно наречен вулгар убиец, убиец на збирштината или на оние кои не се со него ги ослепел Самоиловци, а не ги убил за Македонија да не остане без пород. Јас кој на грчки пеев како лебед, на болгарски не можам никако буф, напиша Григор Прличев во својата автобиографија. И они ќе се фатат сега за тоа. Видите, тој не може на болгарски, создава свој јазик, пансловенски, односно македонски. Еден општ македонски јазик за сите македонци, така наречени Словени. Зборот болгар е турски и значи збирштина. Потоа се обиде да го создаде пансловенскиот јазик. Се обидуваше да препејува, го напаѓа и го исмејува вандалите, мислам на варварите и на булгарите. Видете етимолошки речник на бугарскиот јазик. Булгар, збирштина, тапоглавци, празна, од таму англичаните го извеле зборот багер, просјак. Мислам на варварите. Не учеа дека нациите се формирале во 19. век. Што да се каже за евреите и сиките, за македонците, за сличноста на јазикот на Хомер со македонскиот наш денешен јазик, за ханзите, за македонската гора Олимп, дали за етимолошките толкувања на професор доктор Ташко Белчев. Го заборавивте Ташко Белчев. Сега препејувајте ги неговите книги, представувајте ги како ваши. Дали нацијата е етничка категорија или културна? Можете да седнете во македонската празнина и да размислувате за тоа. Кирил и Методи го земаа јазикот од околината на Солун. Григор Прличев се обидуваше да создаде пансловенски јазик на сите склавинии. Македонија поделена на 4 склавинии по поразот од Емилијан Павле и римскиот конзул Луцифер. Зашто двајцата браќа не го земаа јазикот? Зошто не го земаа јазикот од зад Карпатите? Бидејќи го немаше таму. Зашто Григор бил односно имал потреба од друг јазик, затоа што го барал древно македонскиот оној на Филип и Александар, а бугарскиот бил еден негов дијалект, локализам или нешто тракијски, нешто друго, што ќе речете за Гриневич и Ришков, македонци по дух, но не и по име, то се руски академици. Тие докажуваат дека прасловените биле од секогаш тука, во Македонија, на македонскиот полуостров, на островот Крит, во микенската култура, во Италија како етрурси, граѓани на Рим и птици. Римскиот граѓанин и историчар Плиний во првиот век од сегашната ера тврди дека Венети се источни антизападни Венети, словенети. Анти на етруски значи орли. Птиците. Се сеќавате ли како ја минувавме границата со првата страна кога бевме во неврзаната земја? Дали на картончињата смеевме да напишеме македонци? Јас еднаш ка напишав македонец, почна да вика цариникот, бев дете тогаш. Бе, македонци, јас се чудев што му е на човекот. Се дереше како ненормален. Ето тоа е внесено сатански ген. Да вреска, кога ќе го подсетиш на гревот, дека си ги убивал македонците. Си ги нарекувал Христови војници, возагоричани, Мелас Каравангелис. Треба да се покае таа нивна црква, не да ви дава сатански оган што ви излага со пиротехника. Нема никаков благодатен оган во сатанска црква. Не смеевме да пишеме на карточињата македонски. И се ќе речеш, да не беше Коневски, Блаже, Кепевски и другите, ќе им беше полесно на нашите пријатели, историчари, туристи, да не посвојат. Ќе го немавме современиот македонски јазик, ќе зборувавме на еден од дијалектите на македонскиот, бугарски, српски, грчки, од Александар преку Кирило-Методиевското до ден денешен. Има некој што помни
Што ќе кажете ако Зеус е звезда во грчкиот речник, ги нема етимологија. Ташко Белчев ги кажа Зеус звезда, Крон круна, Посейдон поседуваш на дното, Геа гена жена, Реа реката што рее, дека на Олимп има река зелена и пениста, Коринте корито, Мореа Балкан, македонскиот полуостров обкружен со мориња, Спарта се спарени 5 села, Одисеј оди и сее, се посејува каде што оди во дух се разбира, Прометеј нешто што се прометнало или подметнало, им го дал огнот на луѓето. Кавказ чавка се чавката која му го колвела джигерот, дека Крите едно скрито место, дека на островот крв истекла крвта на Уран од пресечените гениталии, дека оттаму се родила Афродита од морската горска пена, Афра, Ифрит, Сафра, зборови, зборови, зборови. Хамлет го зборува во Лондон, а беше лето. Лето ја облюбил Зеус и ги родила двете звезди близнаци, Аполон, половина Артемида, на незиното име се содржи коренот Тем. Превртете го зборот Артемида од наозад, ќе видите прочита Димитар. Македонската династија на Филип и Александар. Теменит на македонски значи молчалив човек или врв на глава, теме или темел основа. Толку за празнината на еден празник. Што славите вие всушност? Има уште многу случувања. Денеска го славам само Господ Исус Христос. Ар македонските слави за фатија. Можете да ги прочитате 4 книги од тетралогијата Македонија 4000 години писменост, цивилизација и култура од професорот доктор Ташко Белчев. Сам фалангистичка формација. Тој е одговор на еден срамен фалсификат за еден древен народ. И неке застане на тоа, неке се застане. Ја знаете ли приказната кога Херкул во чест на Хера го сретнал две убавици, наслада и брлива? Две искри од пламенот што горат во огништето? Сепак тој изврши 12 подвига. Има една планина, се нарекува Джина во Егејска Македонија. Таму живееле титаните и джиновите до потопот. И нема крај на приказнавање, носи со ветрогоните на Посейдон преку кукавичното ритче, на тоа место каде Зеус ја облюбил сестра си Хера. Врнеше дожд во кукуш недалеку од Пела. Зеус се престори во кукавица и се мушна во пазувите на Хера, сокриена под едно стебло. А беше една убава вечер, ја донесоа керките на вечероидите. Ете, ако почнете од празникот, можете да се сретнете со скила и харидба со македонското сега, дека ете, ние сме биле нешто друго. Не мислите дека сега на прагот на 21. век таа приказна и припаѓа на историјата. Уште еден обичен македонски збор, тоа е само уште едно кудо, зборот Хомер на македонски чудо на грчки тхавма. Ве поздравувам со македонската насмевка на Александар. Видете, тоа беше тој период. Тажно е што сите македонисти беа фрлени на маргините потоа. Како ќе дојдеше некој политичар кој, знаете, не можете да му служите на Бога и на Мамона, вели Исусовото писмо. Ќе почне да краде и ќе му каже таа Језевула од Скопската тумба што да прави. Господин министер ке неговата Копукана. 61 страна ја озвучуваме оваа книга. Алкибијад Нуша, во јавноста познат како Бранислав Нушич, несудениот битолчанец, господин министер ке неговата Копукана, имаше обичај да се допишува со Министерството за култура на тогашната му држава, слава ти Господи Исусе Христе, кога му ги затвораа театрите. А има напишано и некои драми. Кога народот се смее, излегуваат комедии, а кога плаче трагедии. Оние што се и не се во војна, го присвоија Бранислава, бранителот на славата. Цинцаров, Лаво, албанско-битолска комбинација. Прав македонец, замисли. Од сите стајал по нешто. Полуостровот се викаше македонски цар, Душан македонскиот цар. Така пишува во неговата грамота, така барем на едно место. Ѓорги Кастриот на македонски јазик пишува. Така барем на едно место за себе рече тој Нушич, сомнително лице. Првиот министер за култура со кого се допишував јас во еден момент ми рече дека моето писмо го трогнало и го растажило. Третиот министер за култура изјави видно возбуден дека додека е министер, првиот министер за култура нема да режира во Македонија. Не додржа човекот. Првиот министер за култура не е веќе во културата. Вториот министер за култура на деновите на Ристо Шишков седнат хамлетовски осамен во една столица. Со него имаше една дама, коктел партија. Или нешто друго. На заминување му рече пријатно на режисерот на театарот Скрби утеха.
Секогаш кога ќе паднеше министерот за култура како зрела крушка, доаѓаат деновите на финансиска абстиненција за скрби и утеха. Зборот пријатно го читам како метафора. Видите, ние секогаш моравме да кој сме, што сме од почеток да докажуваме. Цело време беше таа тенденција да не избришат. На станицата, односно на столицата, е моментално третиот патник за културата. Вториот министер за култура не е повеќе во културата. Ќе останат да сведочат за него писмата од скрб и утеха. Тие му ги дадов на биш Бог да го прости. Сита документација пишуваше книга, магистарски или докторски труд и во поплава веројатно се уништија. До амбасади писма, како не враќали и така натаму. Тамо некако се удисавме, дојде третиот патник во културата. Водеше војна за една зграда. Собственикот на зградата не била Југословенската армија. Како што мислеа тие, она народна се виде во Хрватска и Босна. Таа само ја одзела. Туѓото го неќеме, своето не го даваме. Друже Тито, приватизацијата на Јошко Брос. Нели? Туѓо нечемо, свое не дамо. Сите сме исти пред законот, нели? Третиот министер за култура можеби ќе остане во културата и кога ќе падне од столицата како зрела крушка. Кој е критериумот да се добие зграда или вработување во културата? Како се станува министер за култура? Имаше едни од другата таа, од племенската заедници, украде, никој не отиде во затвор, како што рече претходниот председател. Тука сме негде генерација. Демек, култура на неказнување. Па тоа е криминал без инко. Можеби четвртиот министер за култура ќе го укине Министерството за култура. Едно време театарската селекција ни ја вршеше Белиот град и Новиот Сад. Тамошниот фестивал го нарекува Куина, кога се работи за наградите. Она што е и она што не е, цитат од Бекет. Или крајот на играта, драма од истиот човек. Македонија е или не е? Мислите дека наградувањето има врска со лојалноста кон власта? Власт и покојни комедии од Битолчанецот. Ми каже една новинарка, ако сакам да направам кариера, ќе треба да се поклонам на црквата. Ова е реалност. Мислеше на Белиот град. Тоа се случуваше во Југославија. Замисли, додам таму да се поклонам. А немам причина да не ја верувам. Само на Господ Исус Христос му се поклонувам. Како е и како не е, повторно Бекет. Македонија е или не е? И тој пишуваше драмски текстови како Битолчанецот Бекет. Познавам барем тројца врвни актери во Белиот град и во Новиот Сад, македонци по род, кои веќе не се кажуваат, не се чувствуваат така. Како се чувствуваш? Денес се чувствувам расположен, утре не сум расположен. Чувството не е условено од тоа што си ти. Тоа е дел од занаетот или има врска со новинарката и црквата. Размислете, македонци мои. Во Македонијава, која за жал има привремено име и знаме, Сегеден Кукурајко лажот и натури насила, без референдум, без никакви закони, парламентот, помалку луѓе, повеќе, поапси луѓе, како некој феудален посет. Знаете, од Исусовиот суд нема бегање. Никој никого не го тера да се откаже од собственото. Ние никого не тераме македонците. Напротив, имам чувство дека само македонецот мора се нешто да им дава на другите ентитети, да докажува некакво сожителство, во кој единствениот загроден субјект е токму тој. Имат комплекс од македонецот, да се не бидеме ние македонци, ги нервираме. Можеби четвртиот министер за култура ќе биде оној кој во парламентот народот, кој не се плаши да се подпишува барајќи ги своите права, го нарече копук или копуци. Да, на тој ентитет не му поминал редот. Политиката е кошница, културата реденка. Кој ќе начека? Првиот министер за култура си ја направи собствената живеачка културна. Вториот министер за култура му рече пријатно на режисерот на театарот Скрби утеха. Зборуваше за пиперките и ајварот на Струмичани, за еден македонец актер кој му ги бришеа снимените филмови, му ги одземаа наградите само затоа што размислуваше за македонската работа. Третиот министер за култура вети дека ќе изгради една зграда во градот на Джинот и Рацина. Денес во Велес има театар, го изградија после 30 години. Можеби ќе ја доопреми станицата. Четвртиот министер за култура, потенцијалниот, можеби ќе го укине Министерството за култура.
излезен од комедиите на Битолчанецот, слугинско помирлива природа која прави кариера само со верноста на оној кој остана сам на улицата. Не ме оставајте сам. Исус вели, не сум сам, Отецот е со мене. Парламентарна субординација, подчинетост, слугинска подчинетост кон власта, господин министерка, драма од Алкибијад Нуша, во јавноста попознат како Бранислав Нушиц, Битолчанецот, македонецот, армакедонските слави за фатија, крајот на играта од Самуел Бекет. Ова името ме подсетува на Самуел кој му ја ослепува македонската војска и умре од скрб и утеха и тага. Но се уште е жива и здрава. Македонија не може да се избрише, запишана е во писмо Исусово кое не се брише. Еквидистанцата важи и за првата и за втората, или дали соседната ни земја увезува култура од нас. Имам впечаток дека увезуваме култура од една северна земја, од како дојде на столицава третиот патник на културата. Политиката е кошница, а културата. Дали е нормално во толкаво количество да се слуша нивната фолк, турбо, кич, врева? Заре Македонија има потреба да увезува музика? Во Македонија немој да пееш, немој да играш, немој да свириш. Ке те надпеат, надиграат и надсвират. Немој ни да љубиш, ке те надљубат. Вие ќе речете, што има лошо во тоа? Да, нема ништо лошо. Германците ги синхронизираат филмовите од другите говорни подрачја на германски, и италијанците, и французанците. Со тоа го штитат сопствениот јазик. А ние няма таков јазик. Охи македонци, кукуноне македонци, нема тих македонаца. Во Америка синдикатот на актерите црнци се побунил против ангажирањето на актери од Африка со образложение дека има многу невработени дома. Македонецот актер кој му ги преснимуваа филмовите заглави токму поради таа причина. И се уште се снима по старо. Македонците не снимаа во Белиот град и Новиот Сад, бидејќи не го владееа јазикот. Ова е пишувано пред 30 години, а оние од таму македонскиот го знаат. Па нели српскиот јазик потекнува од древно македонскиот. Морам да признам, со србите имаме најнормални културни односи. Ние таму одиме на еден фестивал во Прибој, но сум студент и гледам како ги доживува прибојската српската публика. Не мислам само на јазикот од околината на Солун, на Кирил и Методи, туку на античкиот македонски јазик. Зошто не смее да се зборува за тоа? Потпишавте таму во Преспа. Зошто потпишаве? Кој ти дал право да потпишеш? Слуга сатански. Првиот министер за култура, вториот министер за култура, третиот министер за култура и господин министерка и неговата копукана и кукурајко и неговите лжи, трчилажи, лоповска банда, Самуел Бекет и Бранислав Битолчанецот. Кога народот се смее, излегуваат трагедии, кога плаче комедии. Барем така е во мојата земја, Македонија. Ке мора да се бориме за достоинството и гордоста. Македонци мои, драги мои македонци, копукаа на се дигнатите раце на субординирана парламентарна послушност. Без согласност на народот да смените име, знаме, идентитет, двојазичност, територијална поделба. Што сакате уште? Душите да не ги земете. Душата е на Господ Исус Христос. За среќа на крајот, не е крајот на играта. Ме излудува овој Самуил Бекет. Крајот е армакедонските слави. А има напишано и некои драми. Македонецот умира од тага. Помеѓу крајот и играта. 3,5 министри за култура, со кои се допишува од време на време во состојба на културна војна, театарот скрби утеха. Како е и како не е. Македонија е како е или како не е. Сите сме исти пред законот, нели? Знаете, армакедонските слави, второто Христово пришествие, на крајот оваа година сега им пишав во Заводот за статистика кој врши таму за театар дека скрби утеха, слично како и првиот заминува во историјата. Дај Боже да има време за трет, кој ќе може да работи, ќе го остварува на кога еден ден Македонија ќе биде слободна. Скрби утеха да го добие вистинското место кое му служува, му следува во македонската култура. Друго е
Што да ви кажам? Не оставајте ме сам. Никогаш не си сам. Никогаш не сум сам. Духот на мојот татко Исусов, Исусовиот дух е во мене. За секогаш Исус, на секаде Исус. Македонија е земја на Господ Исус Христос. Не можете да ја уништите. Начмичи, поништете ги сите во името на Господ Исус Христос. Сатански подпишани закони од Рамковен до последниот булгаролюбиви. Применете ги кај вас во вашите земји. На Македонскиот полуостров има место за сите, но македонците треба да останат, да бидат Исусови македонци. Амин до Царството Божјо. Амин.